Состојбата со обилните врнежи низ државата е стабилизирана. Во Ресен, Битола и Демир Хисар повеќе нема излевање на реките, а нивото на водата е значително намалено и во опаѓање. Штетите во домаќинствата се санираат, а во Охрид по навлегувањето вода во подруми и дворови, сите надлежни служби интервенираа и каналите се расчистуваат. Иако нивото на реките се уште е високо во целиот регион, од УХМР велат дека водостојот постепено се намалува, а во прилог оди и временската прогноза според која денеска и утре се очекуваат многу слаби локални врнежи. Деновиве зголемено е и нивото на природните и вештачките езера. Водостоите на реките низ земјата остануваат се уште високи во текот на денешниот ден, високи се насекаде, меѓутоа сите водостои бележат тренд на намалување веќе од текот на вчерашниот ден, како и изутринава, и со оглед на тоа што во текот на денешниот ден се очекуваат многу слаби и локални врнежи од дожд, ваквиот тренд се очекува да продолжи и во текот на денешниот ден, исто така како резултат на овие обилни врнежи од дожд во последниве неколку денови се зголемија нивоата на природните и вештачките езера низ земјава. Од УХМР додаваа дека во текот на наредните денови се очекува да преовладува променливо време, со појави на сонце, но сепак не очекуваат пониски температури од оние што ги имавме досега. А на повисоките региони во северозападниот дел се очекува врнежите од дожд да преминат во снег. Веќе од вторник па се до сабота повторно ќе имаме претежно облачно време и врнежливо, особено во среда и во четврток. Пообилни врнежи се очекуваат во четврток во текот на денот, а повторно на повисоките планини во северозападните делови од земјава ќе врнежите од дожд ќе преминуваат во врнежи од снег. Во однос на температурата, утринската температура веќе од среда поради облачноста ќе биде повисока, додека дневната нема многу да порасне. Во регионот поплави има и во Албанија, која беше зафатена од невреме проследено со интензивни врнежи од дожд. Под вода се стотици хектари земјишта, а предизвикана е и голема материјална штета на зафатените куќи. На Балканот снег ја зафати Босна и Херцеговина и Хрватска. Метеоролозите предупредуваат дека врнежите во овие региони ќе продолжат и наредните денови, со повремени разведрувања и нови циклони.